Македонија покажа дека знае да биде хумана во време кога ги преживува низините најцрни денови. Досега преку Фондот за солидарност на Црвениот крст и броевите за донации се собраа речиси 43 милиони денари, помош за семејствата кои ги изгубија најмилите и за повредените во трагедијата во Кочани. На отворената сметка од Црвениот крст постојано се влеваат финансиски средства од компании и граѓански организации и од дома, но и од странство. Од наредната недела парите ќе се префрлат на семејствата на трагично загинатите и повредените. Средствата кои што до вчерашниот ден се собрани, значи денеска правиме пресек и од денеска започнуваат подготовките за првата фаза за трансфер на овие средства до семејствата на настраданите и до семејствата на лицата кои што се лекуваат дома и во странство. Подготовките ги започнуваме денеска и очекуваме веќе од следната недела да можеме полека да започнуваме со реализација на оваа прва фаза. Стигнуваат донации во вид на материјални добра како кебиња и постелнина кои од следната недела ќе бидат донирани на болниците во Скопје, Штип и Кочани. Од Црвениот крст со апел до граѓаните да бидат внимателни со донациите и да не наседнуваат на измами, бидејќи на социјалните мрежи има случаи на лажно представување како роднини на починатите и повредените, барајки пари од хумани луѓе. Би сакала да апелирам граѓаните кои што во моментот имаат потреба од помош и поддршка и се дел од оној настан што се случи во неделата, да внимаваат каде ги кажуваат и ги објавуваат своите лични податоци. Мислам трансакцијска сметка и лична карта. Бидете внимателни заради тоа што не сите луѓе подеднакво ја гледаат оваа криза. 24 мобилни екипи на Црвениот крст и повеќе од 100 волонтери во моментов даваат поддршка на семејствата на загинатите и повредените во пожарот. Црвениот крст од вчера формираше и група од психолози кои во наредниот период ќе работат со членови на семејствата и со сите млади погодени од трагедијата. До сега се пријавени 60 волонтери кои ќе соработуваат со комората на психолози и ќе се стават на располагање на сите граѓани кои имаат потреба за разговори и утеха.